Добрен криптоентузијасти, очигледно потребно е да направиме техничка анализа на пазарот. Проблемот е што досега, за жал, имавме помалку ваков тип на материјали затоа што беше вклучено во саботните лайвстрими, но очигледно потребно е да се фокусираме на самиот пазар, така да од сега очекувате дека во текот на неделата ќе имаме посебни видеа за техничка анализа на пазарот како и досега. Значи тоа ние го правиме во последните 3 години. Секоја недела, така да ќе продолжиме со истото темпо, а во сабота ќе остане да бирате помеѓу 3 теми, меѓу кои едната ќе биде лов на врв, која што ќе обработуваме оваа сабота, а другите две се прашање од заедницата или пак истражување, односно анализа на алткоини. Така да во текот на неделата очекувате дека ќе имаме две содржини за техничка анализа, во која што првата секогаш ќе биде анализа на пазарите, како видеото кое што гледате денес, а втората ќе биде, како што кажавме, на избор на заедницата, најчесто тоа е саботниот лайвстрим. Со тоа што тоа е практично денешното видео кое што ќе го гледате, во текот на оваа недела, во текот на утрешниот ден, во среда, значи го имаме нашето гостување во CryptoHub Малта. Значи има направено соодветен евент, многу лесно може да го најдете, така да сите оние кои што се во Малта и кои што немаат попаметна работа во среда навечер, негде околу 7 часот може да повелат во Soho The Strand Office во Гзира. Ќе биде многу интересно предавање, ќе разговараме за Bitcoin halving, односно звездата северница на криптоциклусот и единствениот предвидлив економски циклус во светот. Така да верувам да ги ви се допадне, ова е веќе направено во македонска верзија, веќе е достапно на нашата плейлиста за напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Тоа е во однос на утрешниот ден. А во четврток очекувате многу добар геополитика и крипто лайвстрим. Значи на ваши гласови со апсолутно мнозинство сакаме да работиме една многу интересна тема. Сакам да ви покажам зошто мислиме дека ефективно ово што го гледаме во светот моментално се буквално почетните фази на една нова, така речено трета светска војна, иако се тоа што се случува е дивко. Значи сакаме да покажеме дека страните се веќе определени, гледаме дека поголемиот дел од земјите во светот завземаат страна и поголемиот дел од светските конфликти веќе имаат учесници од едната и од другата страна. Така да тоа е нешто што сакаме да го споделиме со вас, ќе направиме анализа на повеќе различни региони во светот и ќе покажеме дека во сите овие региони каде што има воени активности, двете страни се длабоко значи замешани. Така да ефективно ова е еднакво на тоа што случувало во Втората светска војна, без разлика дали воените случувања биле во Европа, во Африка, на Пацификот и така натаму. Така да верувам дека ќе ви се допадне овој лайвстрим, ќе биде доста интересен. Altcoin инвести во петок нормално, сабота веќе кажавме и недела остануваме со Black Swan настани потенцијални за 2025 година, како би имале во предвид што потенцијално би можело да му напакости на нашиот моментален бул маркет. Така да верувам дека ќе ви се допадне и ова видео и нормално продолжуваме активно, гледате дека секој ден има нова содржина, со тоа што предавањето од среда веднаш што ќе го добиеме во дигитална верзија, затоа што има професионални камермани, нормално во CryptoHub Малта, ќе ви биде доставено на нашиот канал. За жал нема да можеме да правиме лайвстрим од самиот настан, последниот пат пробавме, едноставно не беше добар квалитетот и подобро е да го задржиме ова додека имаме соодветен дигитален примерок од настанот, наспроти да правиме на некој начин неквалитетен лайвстрим директно од самиот настан. Со тоа што имаме некои интересни вести, денес имаме многу интересна вест во однос на нашата крипто гемиџија кооперација, но пред тоа уште еднаш да напоменеме дека на 9 февруари во 5 часот попладне во Велес ќе одржиме предавање, така наречен офлайн митинг. Значи ова ќе биде да се собереме како заедница, да видиме кои сме, што сме, да се поздравиме, да поразговараме, меѓу кои ќе направиме едно интересно предавање на нормално ваш избор, значи ова се теми кои што вие ги предложивте и ова е темата која што вие сами ја избравте, а тоа е како со крипто до долгорочна финансиска независност, така да во 5 часот на 9 февруари очекувате наскоро ќе имаме нормално и настан, се ќе биде објавено. Значи се уште не се брзаме во овој дел затоа што има доста време. Во секој случај знаете кога ќе биде настанот. Местото ќе биде пијано бар во Велес, така да очекувате дека ова ќе го добиете како соодветен настан наскоро. Дополнително да не забораваме на многу битна работа дека значи во однос на преговорите кои што моментално ги правиме со CryptoPhil, изгледа дека ќе мораме да ја закажеме криптоконференцијата за мај. Значи еве опрлика
правиме некои преговори. Значи мај изгледа највеќе одговара на сите, како што можам да видам. Ќе гледаме тоа да биде негде во првата половина на мај, негде од 8 до 15, ќе видиме како ќе успееме да се договориме, но нема да има официјални информации додека не завршиме со предавањето во Велес. Потоа ќе добиете повеќе официјални информации, не се секирате, дефинитивно ќе има соодветни информации за сето ова и тоа пред време, за да може нормално секој да си планира. Со тоа што овој пат планираме потенцијално криптоконференцијата да потрае неколку денови, потенцијално да имаме и две работилници, меѓу кои едната ќе биде од моја страна, каде што ќе разговараме за техничка анализа, секој од вас ќе си дојде со соодветен лаптоп, со TradingView, а јас ќе ви помогнам на некој начин да научите основи на техничка анализа во еден, да речеме, 2-3 часовен работилница за техничка анализа, додека истото сака да го направи CryptoPhil, каде што истиот ќе ви презентира како да работите на yield farming, така да верувам дека ова ќе биде доста интересно, интерактивно и верувам дека ќе ви се допадне како заедница, но нели, чекор по чекор само ви кажувам што се планира потенцијално за овој битен настан. Дополнително во втората половина од јануари очекувајте дека ќе имаме 8 часовен лайвстрим каде што ќе анализираме алткоини. Значи, знаете, претходниот беше многу добар, многу успешен, 6 часа, значи имавме апсолутна забава во кој нормално првиот час оприлика ќе го потрошиме за да анализираме што се случува на пазарот моментално. Откако ќе го завршиме ова, ќе продолжиме со алткоин техничка анализа по ваше барање, како и секогаш, и ќе изработиме што можеме повеќе алткоини во овој 8 часовен лайвстрим, значи ова е да си го скршиме претходниот рекорд, верувам дека ќе ви се допадне. Со тоа што, значи, голем дел од овие настани, како што се да речам, првенствено предавањето во Велес, претходно одредени настани заедно со оние кои што ќе бидат во иднина, како што е на пример криптоконференцијата, се финансирани директно од првенствено нашата Patreon заедница, која што е апликација на која што може да се приклучите, и оваа мала чланарина која што ја плаќаат повеќе од 300 луѓе ни помага да можеме да ги организираме овие настани бесплатно за вас. Затоа и ваквото предавање ќе биде бесплатно, ангажиравме и бенд кој што ќе биде бесплатно, се што треба доколку сакате да си платите некоја пијачка, тоа е се. На крајот од денот пак ќе напоменам, значи ова е нашата финансиска поддршка од поголемиот дел од заедницата. За возврат добиваат сите овие видеа да ги добијат порано. Значи, видеото за техничка анализа беше достапно на нашиот канал во 3 часот попладне, остатокот од заедницата го гледаат во 6 часот на нашиот канал. Не заборавајте, некогаш овие видеа се достапни и по 2-3 денови порано на нашата Patreon заедница. Значи, тоа е првата привилегија која што добиваат. Втората се овие чатови на кои што имаме значи целата група на професионални инвеститори, значи помагаат со свој придонес, значи споделуваат информации, едукација, значи во најразлични сфери како што е техничка анализа, овдека имаме крајно голем придонес кога станува збор за техничари, ги имаме многу и навистина помага во однос на тоа што се случува на пазарот. Дополнително секој од овие чатови си има своја намена, со тоа што овдека го имаме нормално и чатот на CryptoPhil, каде што истиот ни споделува ново се што е во однос на крипто yield farming. И ова е нормално, овдека го имаме и чатот за 1-1, потенцијално за луѓето кои што сакаат да направат сесија со мене. Дополнително имаме директни пораки кои што јас ги одговарам еднаш дневно, иако имаме повеќе од 300 членови, и на крај нормално еднаш месечно организираме лайвстрим на Microsoft Teams во кој што како заедница разговараме за прашања кои што ги има заедницата, како и за потенцијални проблеми, и нормално не само јас, туку и многу членови од заедницата помагаат во решавање на овие прашања и проблеми. Како што најавивме, имаме една многу интересна вест, а тоа е конечно на нашата онлайн кооперација. Тоа е нашата онлайн продавница за артикли. Значи ги пуштивме во предпродажба првите два артикли, меѓу кои тоа е нели ова маичка на кратки ракави, како и ова е втората, тоа е оној блузон кој што го има истиот дизајн. Значи како што може видите и сами, многу едноставно ќе можете да ги уплатите цените за овие артикли на еден од QR кодовите, тоа се 2 на USDT и 1 на USDC. Со тоа што овдека сме одгрешили, треба се да видите, добро, како и да е, ќе осредиме тоа, не се секирайте. Идејата е дека многу едноставно, значи го скенирате овој код, може да ги префрлите средствата на оваа адреса, а дополнително треба на gimiđiakooperacija@gmail.com да ни пратите ваше име, адреса, скриншот од уплатата, големини, тип и број на продукти. Значи само на кратко тоа внесете го до 1 февруари
ќе трае овој период на предпродажба во кој што ќе добиете и 10% попуст, а нормално од 1 февруари сето она што ќе го добиеме како нарачка ќе биде изработено и доставено до вас, отприлика ќе ни требаат 2 до 3 недели, така да верувам дека не е толку долг период. За жал, значи не заборавајте дека ова го правиме прв пат, сакаме да си дадеме простор ова да биде направено професионално, за да може да ги добиете овие продукти на вашата адреса. Така да само малку трпение, се ќе биде направено како што треба. Поелете слободно на кој му се допаѓа некој од овие два дизајни, може тоа да го направи на, како што може видите овдека, самите карти имаат точно информации што и како треба да биде направено. Дополнително не заборавајте дека од сега па натаму прилика на месец дена ќе правиме нови дизајни кои што вие ќе гласате да речеме од 2-3 различни дизајни, оној кој што ќе го изгласате ќе биде пуштен во оптек, значи повторно на овој ист начин, каде што ќе има да речем период во кој што ќе може да нарачате, откако ќе ги собереме нарачките, истиот ќе биде нарачан и изработен и доставен до вашата адреса. Така да се обидуваме наједноставно што може да биде. Ова е верувам еден од наједноставните начини како можеме да направиме да ви биде доставен до вашиот дом. Дополнително овде ќе имате копче, значи не мора да запишувате адресата. Кога ќе дојдете на самата наша страна, значи ја имате практично самата адреса како копче на самиот врв. Не знам зашто дека не ми го дава, претпоставам затоа што сум влезен како админ, но сите оние кои што се влезени како гости, овдека можат да најдат копче на кое што пишува send email, така да може директно од нашата страна да ни пратат мејл на gamigia.cooperacia@gmail.com. И нормално, значи линкот до нашата Gamigia кооперација и нашата Patreon заедница може да ги најдете во било кој од нашите видеа во дескрипција. Значи ова се линкот до Patreon заедницата и ова е линкот до нашата крипто Gamigia кооперација. Ви благодарам и сега веќе нормално можеме да почнеме со денешното видео, каде што ќе разговараме за техничка анализа на пазарите. Сега, на самиот почеток јас би сакал да почнам преку битните ситуации кои што предизвикуваат вредноста на DXY индексот, односно на доларот, да се движи нагоре. Знаете и сами многу пати до сега сме зборувале дека две основни моќи би рекол или да речем влијание на пазарот делуваат вредноста на доларот да продолжи да расте. Првата е вредноста на нафтата, затоа што и понатаму околу 4/5 на годишно ниво од трансакциите за нафта се процесираат во долари, што значи дека се уште доларот има голема доминација во однос на овој пазар и нормално дека веднаш делува на неговата цена кога имаме повеќе или помалку купување на нафта на пазарот. Сакаш да ми кажеш? Нормално политиката на Федералната резерва и намалувањето и изголемувањето на каматните стапки заедно со невработеноста, за кој што ќе разговараме во следниот дел. Сега, прво што можеме да забележиме, што е многу битно кога станува збор за нафтата. Знаете и сами дека нафтата е длабоко координирана со цената на доларот и тоа ова ќе ви го покажеме нормално, како и секогаш, посебно за оние кои што се нови. Ние многу пати зборуваме дека геополитиката има многу големо влијание на вредноста на нормално и доларот и нафтата. Погледнете. Значи, до сега можеме да видиме дека буквално макротрендовите, погледнете. Кога се движела вредноста на нафтата нагоре, се движела и вредноста на доларите. Исто и обратно, така. Значи, буквално имаме макротрендот и понатаму останува ист. Овде ќе имавме мало, да речам, разединување на цените, но погледнете. Во моментот кога вредноста на нафтата почна да се движи нагоре, гледаме дека истото се случува и со вредноста на доларот, дури и доларот веќе беше во пораст, нормално поради очекувањата и политиките на Федералната резерва, за кои што ќе разговараме малку подоцна. Сега, значи, она што можеме да го забележиме, ако се сеќавате, што јас постојано го зборувам, се сеќавате дека многу често вредностите на нафтата се директно диригирани од тоа каков тип на геополитички случувања имаме во подрачјата кои што се богати со нафта и кои што произведуваат нафта во големи количества. Односно, ако се сеќавате, тоа дури го обработивме на нашето предавање на криптоконференцијата во претходната година, сега го гледаме истиот момент. Погледнете. Значи, знаете дека Блискиот Исток е едно од подрачјата кои што се најбогати со нафта и кои што произведуваат најголем процент од нафтата во светот. Што можеме овдека да заклучиме? Од моментот кога падна Сирија, така, тоа е точно 8 декември 2024 година, 8 декември 2024 година, гледаме дека вредноста на нафтата почна да расте и тоа драматично. Зошто? Знаете и сами дека во овој театар на војна кој што го имаме на Блискиот Исток има многу замешани страни со многу различни интереси, меѓу кои поточно во Сирија имаме турска страна која што е заинтересирана за градење на ново отоманско царство, имаме американска страна која што се наоѓа на курдскиот дел
на североисточна Сирија, која што има за интерес нормално зголемување на Израел и останување на Америка како, да речем, битен фактор во Блискиот Исток. Во исто време овдека ги имате Иран и оската на отпор, а тоа се Ирак, претходна Сирија на Асад, веќе не, Либан, нормално Јемен и така натаму. Во исто време да не забораваме дека овдека го имате и Израел, кој што е крајно заинтересиран за Сирија и веќе зема голем дел на онаа голандска висорамнина. Значи, што сакам да ви кажам сето ова? Ваквата нестабилност во која што имате многу актери кои што потенцијално би можеле оваа ситуација уште толку да ескалираат, што предизвикуваат? Секое воено действие кое што има голем, да речем, домет, како што во оваа ситуација беше падот на режимот на Башар ал Асад, предизвикува што? Раст на цените на нафтата, затоа што поголемиот дел од земјите во светот се загрижени дека потенцијална војна може да предизвика раст на овие цени уште повеќе. Автоматски се повеќе се купува нафта, автоматски се повеќе се користи долар, а со тоа и расте вредноста на доларот. И како што веќе кажавме, знаете, сами погледнете, значи во моментот кога паѓа во оваа ситуација, значи режимот на Башар ал Асад, добиваме раст на цените на нафтата, а дополнително ова предизвикува и памп на вредноста на DXY. Тоа е првата причина. Сега, дополнително јас побарав да видам дали потенцијално имаме уште нешто од ОПЕК, но за жал нема. Значи ги проверив сите прес релисес, нема ништо што е поврзано со нивната, да речем, политика, ги проверив сите вести, па на некој начин се доста стари, нема ништо ново. Зошто го велам ова? Затоа што знаете и сами дека политиките на ОПЕК исто така делуваат многу врз цената на горивата. Така, за сега немаме нови политики, понатаму остануваат стандардните, да речем, намалување на да речем капацитетите за продукција на горива во членките на ОПЕК, но поради тоа што немаме промена нивната политика и нема некаков директен ефект. Единствен ефект кој што можев да го најдам во оваа ситуација кој што директно делува на оваа ситуација, односно на цената на горивата, е тоа. Падот на Сирија и гледаме дека точно кореспондира со денот кога се сруши, така речено, режимот на Башар ал Асад. Следно нешто што треба да забележиме, нормално, покрај фактот дека тоа е првиот буст кој што го доби вредноста на доларот, имаме втор, а тоа е претходниот говор на Џером Пауел. Верувам дека наскоро тоа што го зборува ќе си отиде се во вода. Зошто го велам тоа? Затоа што доаѓањето на Трамп ќе промени оваа политика и тоа дебело, но за тоа малку подоцна. Значи, зошто го велам ова? Знаете дека ние во последниве 3 состаноци на Федералната резерва истите ги следиме на пресконференција и ги коментираме буквално реченица по реченица, прашање по прашање. Истото го направивме и последниот пат кога самиот Џером Пауел кажа дека не е задоволен со нивото на инфлација, дека ќе сака да види прво инфлацијата да се придвижи надолу, пред да продолжи со нови намалување на каматната стапка на Федералната резерва. Тоа се каматна стапка по која што физички и правни лица можат да поземуваат, добро, не баш физички, но комерцијалните банки, би рекол во оваа ситуација, можат да поземат ново испринтани пари од Федералната резерва. Со тоа што се уште quantitative easing не е почнат, а дополнително гледаме дека е доста висока каматната стапка на Федералната резерва. Односно, истата можеме да видиме дека моментално и покрај овие 3 rate cut се наоѓа на доста високо ниво од 4,5%, споредбено со периоди во кои што истата беше практично нула. Така. Значи дека се наоѓа доста високо и дека се уште е доста скапо да се поземи капитал од Федералната резерва. Сега, што тоа значи? Тоа значи дека самиот си даде себе си време за следни rate cuts во текот на 2025 година, кои што потенцијално би дошле кога ќе види дека инфлацијата се приближува блиску до она 2% граница која што е посакувана од страна на Федералната резерва, која што е имагинарна граница, да бидеме реални, а од друг аспект, значи, он предизвикува што? Значи, ваквиот момент каде што Џером Пауел јавно кажа дека нема да продолжат со rate cuts во блиска иднина, значи, ефективно предизвика што? Предизвика страх на пазарот. Зошто? Затоа што знаеме дека секогаш кога немаме rate cuts во оваа ситуација и самите каматни стапки се релативно високи, автоматски тоа делува позитивно на вредноста на доларот, погледнете. Значи, иако имавме rate cuts, погледнете и сами, значи истиот понатаму продолжува да се движи нагоре, затоа што значи во блиска иднина нема да има rate cuts. Автоматски поголемиот дел од пазарот преминува од ризична во неризична зона и ги продава своите ризични средства како акции, криптовалути и така натаму и се
приклучува на пазарот на доларот, затоа што очекува дека истиот ќе продолжи да расте нагоре. Тоа што моментално го гледаме, со тоа што ваквиот раст дури го извади надвор од оваа макро, како што можеме да видиме оваа макро, да речам, формација која што ја си понатаму верувам дека ќе се исполни со овој мал исклучок кој што го гледаме моментално, се наоѓа на големо психолошко ниво, моментално вредноста на доларот, зашто го велам тоа, ќе се вратиме на неделно ниво за да видиме како истата изгледа. Значи, причината, главната причина поради која што DXY продолжува да расте е фактот дека Джером Пауел кажа дека не се очекуваат нови намалување на каматната ставка во следниот период. Дали тоа ќе случи или не останува да видиме, верувам дека ќе имаме големи промени по доаѓањето на Трамп на власт. Така да ефективно можеби и оваа пресконференција ќе биде негативна за нас, ако самиот Джером Пауел потврди дека нема да има нови рейт кат, што е многу веројатно. Ќе покажеме зошто кога ќе ги прегледаме вредностите на инфлацијата и на невработеноста, а во исто време, значи, понатаму верувам дека ова ќе се промени затоа што Трамп истиот сам кажа дека, значи тоа апла јавно го кажа дека каматните стапки на Федералната резерва се премногу високи, дека е потребен quantitative easing затоа што за разлика од Джером Пауел, Трамп не го интересира дали е висока инфлацијата, напротив, Трамп сака да ја зголеми инфлацијата со тоа што инфлацијата самата по себе доаѓа со економска активност, односно не го интересира профитот на големите играчи, не го интересира инфлацијата, да бидеме јасни. Така да затоа што ќе напоменам, верувам дека имаме голема шанса потенцијално Джером Пауел да си бара заедно со Гери Гангстер работа во Макдоналдс, а да имаме нов председател на Федералната резерва. Зошто го велам тоа? Затоа што на крајот од денот Федералната резерва е под директна контрола на Конгресот. Конгресот е со мнозинство републиканци, Сенатот е со мнозинство републиканци, председателот на Мурика е републиканец. Точка. Не е дали му се допаѓа на Джером Пауел, туку што ќе каже председателот и републиканската партија. И затоа велам дека ова понатаму потенцијално ќе биде променето. Пак ќе кажам, значи Трамп е бизнисмен, не го интересира економски развој и раст на државата, макар и тоа да предизвика инфлација. Така да затоа велам дека потенцијално ќе го видиме ова и промената потенцијално Джером Пауел или пак камшикот ти игра, па Джером Пауел ќе мора да се менјава во неговите мислења, ќе предизвика што? Вредноста на доларот конечно да се симне надолу, како што тоа го очекуваме веќе многу долг период, и тоа да предизвика вредноста на се останато да почне да се движи нагоре. А тоа, пак ќе кажеме, со промена на политиката на Федералната резерва во quantitative easing, да почнат да принтаат пари и намалување на каматните стапки по кои што овие пари ќе ги позајмуваат на првенствено комерцијалните банки, а потоа и се останато, и нормално во овој случај да почнат да купуваат долг на Мурик. Тоа е оно што се очекува, како и да е. Значи, ова месечно ниво кој што го гледаме дека во исто време представувало силна бариера во последниот бул маркет, кој што го следевме активно на нашиот канал во 2022 година, и гледаме дека историски е едно од највисоките нивоа кои што ги достигнал доларот, многу одамна погледнете, уште во 2000 година, значи гледаме дека исто и овдека погледнете. Значи бил отпор, тоест поддршка, за да биде повторно отпор, поддршка, повторно овдека да биде на некој начин и отпор и поддршка. Така, со тоа што во оваа ситуација гледаме дека ова ниво е доста добро запазено и дека моментално ваквото ниво представува силна, пак би рекол, силен отпор во овој момент на вредноста на доларот. Но разликата во техничка анализа на доларот е тоа што, за разлика од останатите добра, кои што се оставени на пазарот да ја одредува нивната цена, DXY е директно поврзан со овие два услови. Првиот е стабилноста на подрачјата кои што произведуваат нафта, вториот е политиката на Федералната резерва. Кога овие два фактори во исто време се позитивни за доларот, нормално дека мораме да очекуваме цената на доларот да се придвижи нагоре. Иако можеби тоа е само моментална ситуација, тоа не го менува фактот дека се случува. Така да, во истата ситуација што би напоменал? Прво, ако добиеме конечно примирие во Газа, што моментално денеска се случува, значи денеска имаме преговори во Катар помеѓу Хамас и Израел за потенцијално да се запре оваа војна во Газа, ефективно потенцијално би се запрале и останатите жаришта, како Либан, како Сирија, како Иран. Ако тоа се случи, нормално и Јемен, тогаш потенцијално ќе добиеме барем привремен мир кој што ќе ни дозволи овој бул маркет да помине во подобар ред и во подобар потенцијал. Така. Ако тоа се случи, верувам дека и нафтените деривати ќе почнат да се симнуваат надоле по цена, а нормално со тоа и вредноста на доларот. И како што веќе кажавме, потенцијално Джером Пауел да добие два жолти црвен картон. Сега, во исто време, гледаме дека невработено, значи вака сега, верували или не, но моментално, нас многу подобро
би ни било во оваа ситуација да имаме зголемување на невработеноста во Мурика, кои што дополнително ќе извршат притисок врз Джером Пауел и Федералната резерва да почне со намалување на каматните стапки повторно. Значи дека еден од главните, пак ќе кажам, еден од главните индикатори моментално кои што мораме да го следиме е токму тоа. Невработеноста. Колку е невработеноста повисока во Мурика, над 4%, затоа што на 4% се рачуна како се уште да е во нормала, толку подобро за нас. Во корелација поставени индексот на невработеност, портокаловата линија, и индексот на Федералната резерва и нивните стапки, а тоа е сината линија, кој што ни покажува дека секогаш кога Федералната резерва ги покачила каматните стапки високо, следел период на покачување на невработеноста над 4%, кој што предизвикало што овие сиви зони, тоа се рецесија во економијата на Мурика. Со тоа што моментално единствена причина поради која што немаме рецесија е огромното задолжување на Мурика со цел преку директна инвестиција од страна на владата во економијата да се избегне овој досега неизбежен процес. Секогаш, без ниту еден промашај, секогаш кога сме имале покачување на каматните стапки на Федералната резерва, следел период на покачена невработеност и период на рецесија. Затоа и во оваа ситуација, единствениот излез за Мурика да не влезе во период на рецесија е да ги спушти каматните стапки. Гледаме дека после секој период на покачување на невработеноста се спуштаат каматните стапки за постепено да се намали невработеноста. Моментално единствена причина поради која што каматните стапки не се спуштаат, погледнете, агресивно, е тоа, затоа што невработеноста и понатаму останува на блиску до 4% нивото кое што за Федералната резерва се смета како прифатливо. Се разбираме? Со тоа што дури и реалната невработеност, која што претходно беше 7,8% во август 2024 година, е падната на само 7,5%. Така, значи ова е реална невработеност која што ги зема во предвид и луѓето кои што имаат part-time job, значи оние кои што имаат привремена работа или делумна работа, би рекле во оваа ситуација, кои што немаат повеќе од 40 часа работа. Сега, зошто е ова битно? Затоа што овдека можеме реално да видиме колку невработени има, затоа што овдека се сите оние кои што немаат повеќе од 40 часа работа. И автоматски ни покажува луѓето кои што немаат полн работен однос. Така. Да го оставиме ова сега на страна, гледаме дека за жал не оди во наша насока, гледаме дека инфлацијата и понатаму се задржува на ова ниво околу 4%, како што за жал очекува и Федералната резерва. Пак ќе напоменам, значи секој скок на невработеноста нагоре нас ни одговара, затоа што, пак ќе кажам, историски ќе принуди Федералната резерва многу поагресивно да ги намалува каматните стапки, за да избегне рецесија. Јас и понатаму тврдам дека рецесија се уште е голема веројатност во 2025-2026 година, но пак за тоа, како што веќе кажавме, мора прв индикатор, како и секогаш, да биде невработеноста, која што потенцијално ќе порасне многу над 4% и ќе ни даде до знаење дека ефективно влегуваат во рецесија во Мурика. Така да сега за сега не знам како, значи прават што прават, битно е дека им успева. А од друга страна гледаме дека инфлацијата, иако е доста ниска, не е 2%. Дополнително, ова е CPI инфлацијата која што ги вклучува сите добра и услуги. Гледаме дека се очекува да се зголеми за 0,2%, што повторно не е во наш прилог. Генерално, на долг рок, ние секако се тоа што гледаме е во наш прилог. Односно, инфлацијата е релативно ниска, зашто? Затоа што истата беше и на 9,6%, на највисокиот степен кој што има 9,1. Ја мислам дека беше 9,6. Како и да е? 9%, така. Значи, сега моментално се наоѓа на 2,7. Има голема разлика, така. Во исто време, не заборавајте дека и кор инфлацијата порасна многу, достигна 6,6%, за сега да се наоѓа на 3,3%. Ова е инфлацијата која што ги исклучува од, да речем, сите оние услуги и добра. Услугите и добрата продукти на пазарот, со цел да ни даде малку постабилна слика за инфлацијата во оваа држава, и истата моментално на 3,3%. 1,3% повисоки од очекуваните и посакуваните 2%. За Федералната резерва, секоја инфлација по 2% е прифатлива и нормална, и секоја невработеност по 4% е прифатлива и нормална. Така да во оваа ситуација гледаме дека оние задржуваат каматната стапка на Федералната резерва на моменталните 4,5% со цел да предизвикаат инфлацијата и понатаму да се приближи до нивната мета од 2%, затоа што гледаат дека и понатаму невработеноста
е на прифатливи 4,1 до 4,3% горе-доле. Така, значи не е уште испадната надвор од контрола. И затоа го користат овој момент. Што значи дека и понатаму ќе имаме стагнација на економијата, затоа што каматните стапки се доста високи и нормално не би позајмиле луѓето на 4,5% кеш моментално на Федералната резерва, кога знаат дека ова постепено во текот на наредните 2 години ќе се намали. За жал тоа нас не ни одговара, затоа што нас не е побитно побрзо да се намали, како во случајот на 2020-2019 година, каде што имавме енормно намалување во само една година и на тој начин имавме многу подобар експоненцијален бул маркет. Затоа и велам, моментално највеќе треба да обрнеме внимание на невработеноста и да се молиме дека истата ќе продолжи да расте. Додека во спротивно, ние гледаме дека се очекува, според консензусот на пазарот и Trading Economics, дека кор инфлацијата ќе остане на 3,3%, значи не се намалува се уште, а CPI инфлацијата дури се очекува и да се зголеми. Повторно неповолно за нас, затоа што нас не одговара инфлацијата да продолжи да паѓа. Како и да е. Значи порано подоцна ќе се среди ова, значи не може да трае долго, но повторно. Проблемот е што најголемиот дел инфлацијата го симнавме до неверојатни јуни 2023 година. Веќе 1,5 година се обидуваме да ги симнеме последните 1%. Тоа е проблемот. Што значи дека голема веројатноста и дека на крајот конечно Федералната резерва ќе си признае дека 3% изгледа е новата реалност за инфлација, што значи дека ќе краде малку повеќе од народот, но останува да видиме со време. Пак ќе кажам, сега за сега Федералната резерва и понатаму е во макро тренд на намалување на каматните стапки, што релативно со време ќе намали вредноста на доларот, очигледно не веднаш, значи тоа е, гледате и сами. Како се движи политиката на Федералната резерва, така се движи самиот пазар постепено. Додека во краток рок, за жал, ова е неповолно за нас, доколку не го смени Трамп во неговото претседателство, кој што буквално би му одговарало многу тоа да го направи, затоа ќе очекуваме тоа да го видиме во текот на неговото претседателство, потенцијално уште на самиот почеток, за да има уште побрз ефект на пазарот, затоа што потребно е време од промената на каматните стапки, ова да се примени на пазарот и истиот пазар веќе да ги добие бенефитите после година до 2. А знаете дека претседателството на еден претседател во Америка е 4 години, така да затоа и мислам дека голема веројатност дека Трамп ќе ги намали овие каматни стапки, односно ќе го принуди канцеларот на ФЕД, како и гувернерите да ги намалат наскоро. Така да останува да видиме, тоа се моите проценки. Сега, да погледнеме што случува со биткоин моментално. Прва и најбитна работа која што е утврдена, значи ние ќе зборуваме за макроциклус. Знаете сами дека пониско од дневно ниво не анализираме, значи дневно ниво е најнискиот интервал во кој што анализираме, затоа што нас интересира макроанализата на овој коин. Не се занимаваме со мали корекции, затоа и не реагираме на мали корекции кога таквите случуваат, освен со докупување на пазарот. Сега, што можеме да видиме овдека? Ако се сеќавате, ние низ целото наше истражување на биткоин формиравме огромна количина на вакви bull flag уште од самото дно. Погледнете. Значи гледаме дека истиот начин на качување на цената на биткоин го имаме уште од самото дно во ноември 2022 година. Погледнете. Секој од овие качувања е или во триаголна или во, како што може видите сами, канал на bull flag формација. Значи секој од овие качувања, погледнете, помали или поголеми, сите ја градат истата формација, погледнете. Некој подолга, некој пократка, но буквално сите ја градат истата формација. Каде се наоѓа моментално? Исто. Значи погледнете каде се наоѓа вредноста на биткоин и како истата, посебно со последното дно, изгради еден несомнен канал, кој што моментално гледаме дека и понатаму го гради, но овој канал е во оваа ситуација крајно булиш формација. Зошто го велам тоа? Исто како и претходните. Имаме bull flag формација, чија што мета, односно почеток на формацијата е негде од 67.000, кој што потенцијално кога ќе го ставиме во нагорна линија, од местото каде што потенцијално ќе излезе, би ни дал некоја мета од 140.000, што е многу очекувана и затоа ќе ја поставиме. Значи ова јас го најдов во текот на вчерашниот ден, кога конечно добивме потврда за оваа формација со последното формирање на овој, да речам, локално дно кое што го добивме. Сега, прва работа што утврдивме, дека 90.000 представува многу јака психолошка бариера, тоа што јас постојано го зборувам.
И втора работа, утврдивме дека со ова, да речем, дно кое што го направи цената на дното на овој канал, практично на некој начин заврши уште еден баунс од долната површина и сега се движиме нагоре. Истото може да го видиме и во индикаторите, каде што на дневно ниво веќе имаме bullish divergence, каде што гледаме дека сигналната поминала на базичната линија и дека цената се движи во нагорен тренд. Истото го гледаме и од VWAP. 100 RSI дојде до 16, што е крајно препродадена вредност, а RSI се симна до најниска вредност од 41, сега е на неутрална вредност од 50. Значи дека на дневно ниво на некој начин корекцијата надолу е веќе завршена и се очекува постепено, барем во наредните неколку денови, да имаме нагорна, да речем, корекција. Дополнително што може да забележиме, стеснување на канал. Така, значи моментално се наоѓаме на крајно големо стеснување на каналот, кое што најчесто предизвикува што? Бурна реакција на пазарот во една или во друга насока. Јас и понатаму очекувам дека истото ќе биде во нагорен тек. Нормално ова ги исклучува потенцијалните Black Swan настане или Black Swan вести кои што можеме да ги имаме во моментов. Како и да е, значи погледнете, еве истата формација и на неделно ниво, многу јасна, со тоа што Band, што е нормално и очекувано, цената се враќа назад и се коригира до средните вредности на Market Cipher, а ќе видиме на вториот чарт нормално тоа и до Bull Market Support бендот. Значи секогаш кога имаме ваков голем, да речем, голем раст на цената, нормално дека истата ќе се консолидира во одреден период и не заборавајте дека и понатаму 100.000 представува многу, да речем, голема психолошка бариера на биткоин. Пак не заборавајте, последната консолидација траеше 10 месеци. Не верувам дека овој пат ќе трае 10 месеци, но само сакам да ви напоменам дека ова е сосема нормално кога станува збор за излекување на цената волку бурно и волку, да речем, долго надвор од Болинџер бендот. Така да ова мене кој ме прашува да е позитивно, значи прави структура и на некој начин ги ресетира индикаторите кои што претходно беа на апсолутна стотка и 100 RSI на 77 прекупено добро. MACD исто така доста висок, кој што гледаме дека моментално поголемиот дел од нив се веќе вратени на неутрала. Каде што 100 RSI е на 50, MACD се врати практично до 50, а VWAP на некој начин само што не формирал дно, се надевам овдека и ќе почне да се движи повторно нагоре. Знаете дека VWAP е најбрзиот индикатор заедно со 100 RSI, кој што ни покажува промена на трендот во обратна насока. Наскоро потенцијално планираме, очекуваме тоа и да се случи. Дополнително дека ќе погледнеме и на хајке наши што се случува. Значи еве го тој промена на трендот, ако се сеќавате, ние уште овдека зборувавме дека промена тело од сенки. Моментално се наоѓаме во обратен тренд, кој што е практично во оваа ситуација корекција, како во овие ситуации надолу. И повторно, ако се сеќавате, значи крајот на трендот најчесто завршува кога ќе имаме повторно ваква свеќа со поголеми сенки од незиното тело. Гледаме дека овој тренд надолу не е толку силен и дека само прашање на време кога истојот ќе продолжи повторно нагоре. Повторно и да продолжи уште неколку денови, тоа е сосема нормално, ништо надвор од нормалното. Не гледам зошто тука толку паника, но секој од вас нормално одлучува за себе си. Дополнително, освен тоа што се наоѓаше цената над 100.000, да не забораваме дека овие две тренд линии кои што ги имаме од претходниот цел bull market, каде што ги имаме двете локални на овој bull market и двата локални врвови, ни формираат триаголник каде што цената буквално заврши точно на врвот од овој триаголник и затоа ова дополнително се места каде што имаме голема продажба, затоа што пак не заборавајте, милиони луѓе ја следат оваа анализа и ги следат нормално овие резултати. А да, требаше да направиме и кратка анализа на Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000, значи тоа ќе го направиме следно, само да завршиме со прво овој чарт кој што веќе го почнавме, а потоа ќе се вратиме, заборев на традиционалните пазари искрено. Сега, само за да ви покажам колку е, да речам, ова се уште рано, значи погледнете, ако овдека ставиме хајке наши и ги погледнеме што се случува на месечно ниво, гледаме дека месечниот тренд воопште не престанал. Значи месечниот тренд, иако можеби овдека забавува, како што тоа се случува многу пати, тоа не значи дека истиот нема да продолжи нагоре. Што значи дека ние моментално имавме промена на трендот само на дневно и неделно ниво. На месечно ниво и понатаму гледаме дека како во најголемите макротрендови на bull market и понатаму гледаме дека нема се уште промена на трендот. Промена на трендот настанува еве како. Се разбираме, доаѓа до крајно намалување на свеќите и свеќе која што има помало тело од незините сенки. Сега за сега немаме промена на трендот на биткоин на макро ниво, на хајке наши свеќите, на месечно ниво, значи дека ова е само крајна стагнација која што гледаме пред да продолжи да се движи нагоре цената.
Барем тоа се моите очекувања, останува да видиме. Јас и понатаму верувам дека има многу голема веројатност тоа да го добиеме во следниот период. Сега, пред да продолжиме понатаму, само би сакал на кратко да се вратам да ви покажам дека не е поразличен и традиционалните пазари и индексите на традиционалните пазари, меѓу кои прв е нормално S&P 500, кој што веќе можеме да видиме неколку недели е во надолна корекција, што е сосема нормално и уште еднаш. Од каде потекнува? Потекнува од фактот дека кога Джером Пауел го направи ова, го направи за сите нас. Имаме дека макро корекцијата која што ја гледаме поради промената, така речено, на влијанието од Федералната резерва, делува како на традиционалните финансии, кои што гледајте колку е мала оваа корекција. Кога ќе споредиме корекцијата од кога што почна овој бул маркет во октомври 2022 година. Ова е многу мала корекција. Така, ако продолжиме понатаму, значи можеме да видиме дека и на Насдак е истата ситуација и повторно. Не заборавајте дека во целата оваа ситуација и понатаму Мурика очекува бул маркет за своите индекси заради доаѓањето на Трамп. Затоа и очекуваат дека Трамп како бизнисмен кој што е заинтересиран за напредок на S&P 500 и Nasdaq компаниите, тоа се најдобрите 500.000 компании, и понатаму ќе продолжи да на некој начин направи се за да предизвика позитивна бизнис атмосфера за компаниите кои што водат економијата на Мурика. Сега, погледнете, и Nasdaq и S&P 500 имаат нови all-time highs практично на секои 2-3 недели. Така, гледаме дека корекции од, да речем, 30-20% се сосема нормални на патот нагоре. Нешто сосема нормално во еден bull market. Што овдека можеме да заклучиме? Дека за разлика од Nasdaq и S&P 500 кој што се налик на биткоин, Russell 2000 кој што ги представува од топ 3000, од 1000 до 3000 место по market cap компаниите во Америка, тоа се на некој начин средните поголеми на компании. Што се случува? Само што го достигна претходниот all-time high од 2001 година ноември и истиот повторно се коригираше надолу, многу повеќе за разлика од S&P 500 и Nasdaq. Истото што се случува моментално во биткоин и алткоините, каде што алткоините се коригираат многу побрзо и се уште нема достигнато добар напредок во следниот бул маркет. Така да, тоа е реалноста која што гледаме дека моментално е доста слична помеѓу Russell 2000 и алткоините во криптопазарот. Така да, реално, оваа корекција не е само во криптопазарот, гледаме дека на макро ниво поголемиот дел од традиционалните финансии ја следат истата оваа корекција која што ние моментално ја гледаме на биткоин. Така да, ништо надвор од нормалата, значи овие корекции се сосема нормални, тоа ќе го покажеме на уште неколку чартови, каде што следната работа која што треба да покажеме е, значи ево тоа што ви го кажував. И кога и да се оддалечиме подалеку од средната вредност на bull market support band-от, значи гледаме дека цената се коригира хоризонтално, па некогаш дури и надолу, се додека не се врати до bull market support band-от. Зошто го велам ова? Погледнете. Историски, секогаш кога сме се наоѓале над оваа bull market support band и на границата на Bollinger Band-от, тоа не било време во кое што најчесто имаме корекција и цената се враќа до bull market support band-от. Историски гледано, тоа се случува постојано. Без разлика на кој да е bull market, значи истото го гледаме постојано. Значи секогаш кога се наоѓаме над bull market support band-от, во 2017 година имаме најдобри примери за тоа. Погледнете. Значи секогаш кога цената ќе скокне надвор од bull market support band-от и ќе допре Bollinger Band на горна граница, се враќа и се ретестира. Погледнете. Колку пати тоа сме го виделе во текот на bull маркетот во 2017-2018 година. Значи погледнете колку пати. Така, сосема здраво и нормално движење на трендот на во оваа ситуација биткоин, што моментално исто така го гледаме и во овој bull маркет. Значи ништо надвор од вообичаеното. Погледнете, секогаш кога се приближувале над, се коригираме до bull market support band-от и продолжуваме нагоре. Така. Истата ситуација имаме сега, каде што само што не сме го допрале, верувам дека следниот месец веќе bull market support band-от ќе достигне до цената, дури ако не се коригираме целосно до неа. Значи приближувањето на bull market support band-от до цената најчесто значи припрема за следен скок. И нормално овдека истото можеме да го погледнеме и во оваа ситуација на индикаторите, каде што сток RSI на неделно ниво, значи гледаме дека се уште е во пат. Во моментот кога ќе добиеме прекршување на сината, тоа е сигналната линија над портокаловата, тоа е базичната линија, ќе бидеме практично спремни за следниот bull маркет, иако ова е доста, пак би рекол, малку лагирачки сигнал, некогаш цената веќе се придвижиле нагоре, па потоа дури го добивате тоа на индикаторите, тоа не го менува фактот дека
пред нас ќе дојде и тој момент кога конечно ќе ја добиеме оваа корекција за нагоре. Гледаме дека иницијалниот макротренд како во оваа ситуација е завршен и очекуваме втор, како што тоа беше во 2023 година првиот скок на цената и затоа очекувам дека после ова кога конечно ќе добиеме повторно зелени, така канали нагоре, ќе добиеме и следен скок на цената на биткоин. Се уште верувам дека е рано во овој циклус, се уште верувам дека има потенцијал за движење нагоре. Тоа е мое мислење, ова не е финансиски совет. Јас ви кажувам што гледам на пазарот и ви кажувам зошто и понатаму инвестирам, зошто и понатаму очекувам следен скок. Макро трендот на циклусот и понатаму останува испочитуван комплетно. Знаете и сами, многу пати сме разговарале за истиот. Значи, од досегашните циклуси, дури на 35-тиот месец од апсолутното дно, очекуваме дека ќе имаме следен крај на циклусот. Без разлика дали тоа ќе биде највисокиот дел на биткоин, но прилика тоа го означува крајот на циклусот. Досега, ова како шема, знаете сами дека никогаш не ни изневерила и затоа и понатаму ја следиме, со тоа што ние моментално се наоѓаме, само да ви покажам колку сме рано во овој циклус, на 25-тиот од 35 месеци, каде што гледаме дека во претходните поголем дел од циклусите, два и во третиот, само што третиот е малку пократок, па немаме од каде да го сметаме ова, значи гледаме дека во два циклуси точно 35 месеци биле потребни за биткоин да направи апсолутен врв пред да се придвижи надолу. Нормално не значи дека овој циклус ќе биде ист, но јас ако имаме 10 месеци си давам себе си 3 до 6 месеци за да видиме како ќе направат перформанс алткоините пред потенцијално да почнеме да излегуваме од пазарот активно. Така да, тоа се најсилни очекувања во однос на макроциклусот, а во однос на во оваа ситуација и понатаму ја следиме нормално, Wyckoff акумулацијата како една од главните шеми кои што ги работиме на нашиот канал, која што сама по себе ни представува водилка за тоа каде се наоѓаме и нормално знаете сами дека на Wyckoff акумулацијата секогаш и претходат неколку марк-ап периоди пред конечно да почне да прави дистрибуциона фаза. Значи сега дали се наоѓаме во втор маркап или се наоѓаме во дистрибуциона фаза, наскоро ќе дознаеме нормално, затоа што најчесто дистрибуционата фаза има поголем дел на формирање, погледнете, значи истата во оваа ситуација во целиот овој дел каде што формирала да речем дистрибуциона фаза, потребни биле погледнете 39 недели. Така, за целосно се формира оваа дистрибуциона фаза. Не значи дека секогаш ќе биде исто, но затоа велам, јас и понатаму верувам дека сме во макро тренд на маркап периоди. Така, че ова се овие локални корекции на шейкаут на луѓе кои што имаат помалку нерви од нас, каде што цената и понатаму продолжува да се движи нагоре. Јас лично очекувам дека цената на биткоин лесно ќе дојде до 140-150 во овој бул маркет, пред конечно да почнеме да градиме оваа дистрибуциона фаза, која што ќе представува кам. Неки човек пита за неки тулс да не постави за njega, ако знаеш о чему. Веруваат во циклусот и кои што нели мислат дека е завршено, готово, тоа е врвот, тоа е стандардна работа, верувајте ми. Досега сум го гледал два пати, на секоја мала корекција луѓето паничат, сите им се криви, тоа заврши циклусот нормално. Со оглед на фактот дека истите влегле овде, нормално се не можеме да бидеме ние криви затоа што се они касно на пазарот, но и понатаму знаете и сами дека ова не е финансиски совет, ова е само мое видување на пазарот и што јас правам во овој момент на пазарот и зошто и понатаму акумулирам. Затоа што верувам дека се наоѓаме во овој дел, дека се уште не сме почнале да градиме дистрибуционата фаза, која што во исто време е најдобриот дел за алткоините и затоа верувам дека тоа допрва ќе го видиме во текот на оваа година. Знам дека многу од вас немаат веќе трпение, ве разбирам, но знаете како, на крајот од денот секој одлучува за сопственото портфолио, ако профитот кој што сте го направиле до сега ви е доволно, значи никој не ве запира да извадите профит и да излезете од пазарот. Јас и понатаму верувам дека има уште долг период во овој бул маркет, зборувам најдобриот дел во овој бул маркет. Повторно, затоа и велам. Значи никој нема да ве обвини ако земете профит. На крајот од денот поентата е да земете профит, ако некој од вашите коини се 5-10 пати во профит, нормално дека е паметно да земете профит. Јас затоа што ова мене ми е веќе трет циклус, затоа што ова го правиме постојано, јас и понатаму мислам дека е рано за земање профит, дури и потенцијално да земеме профит на Dead Cat Bounce, ние повторно ќе бидеме дебело во профит. Затоа и си оставам период во кој што мене со моите цени кои што ги имам на доста ниско ниво, кои што некои од нив се уште од 2019 година, значи можам да ризикувам и можам да се оставам да чекам на овој пазар за уште подобри денови. Ако вие мислите дека треба да земете профит, никој нема да ве спречи, никој нема да ви рече ништо. Нормално, на крајот од денот поентата е профит, така.
Но јас и понатаму верувам дека имаме уште добри денови пред нас и очекувам дека ќе имаме уште подобри цени на алткоините посебно. Со тоа што гледаме дека во оваа ситуација цената на биткоин најчесто се наоѓала на горниот дел од овој квадрант, пред конечно да можеме да разговараме за крај на овој циклус. Сега за сега Кажу да им гараж. Near the garage they tell. No worries, no worries. Do you know how it looks like? Yes, it's a red. Постепено добивките почнуваат да се намалуваат. Барем средината на ова би очекувале да го достигне или блиску до средината на овој канал. Затоа што пак ќе кажем долгорочно, нели, знаеме дека цената на биткоин не може да расте како во претходните циклуси, но повторно гледаме дека сега за сега овој канал е многу добра воделка на цената на биткоин и затоа истиот се уште, како што може да видите, го почитуваме целосно. Сега, следна интересна работа за која што сакам да зборуваме пред да преминеме на дополнителните индикатори кои што ни покажуваат дека се уште е рано во овој циклус, би сакал да поразговараме за алткоините и каде сме во нивната сезона. Гледаме дека според досегашните три основни, да речем, чартови кои што ги следиме за техничка анализа на алткоини, се наоѓаме доста рано во овој циклус. Зошто го велам тоа? Погледнете, алткоин сезоната во 2017 година започнала 8 месец после халвингот и истата трајала, како што може видите и сами, значи до самото дно околу 10 месеци. Исто како што видовме дека од сега па натаму 10 месеци се потребни за биткоин да направи свој врв. Така. Во следниот случај од 2021 година имаме ситуација во која што имаме 8 месеци од халвингот почеток на алткоин сезоната, а истата трајала, погледнете, 10-11 месеци, така. И дури гледаме дека се задржала на некој начин се уште во овој период кој што е практично и нормално dead cat bounce-от и падот на цените, но како и да е околу 10 до 11 месеци гледаме дека траела алткоин сезоната. Повторно не очекувате дека вие на 11-тиот месец ќе направат нормално врв коините, но овдека гледаме дека се уште истата не е ни почната. Дури гледаме дека доста порезилиент, поотпорен е биткоин во однос на неговата доминација, затоа што имаме голем прилив на капитал од нормално во оваа ситуација институциите. Така да затоа гледаме дека се уште алткоин сезоната не е ни почната, а гледаме дека историски на 8-миот месец буквално тоа и се случи. 7-миот, 8-миот месец веќе имавме пад на доминацијата на биткоин, која што допрво очекуваме дека ќе продолжи да се движи во наша насока, во правилна насока. Дополнително ова е втор циклус, верувам дека во третиот веќе ова ќе биде на некој начин утврдено како правило. Тоа е 9-тиот месец после халвингот, веќе имаме прекршување на претходниот all-time high. Во оваа ситуација тоа е капиталот кој што влегува во алткоините, тоа е Total 3, или тоа е маркет капот на сите алткоини со исклучок на биткоин, етериум и стейблкоините. Автоматски гледаме дека после овој 8 месец кој што представува најчесто и почеток на алткоин сезоната, имаме голем наплив на средства во алткоините. Истата ситуација ја видовме и овде на 8-миот, 9-тиот месец од така речено халвингот, каде што видовме голем наплив, но и голема ликвидација поради нели макроекономски појави кои што моментално ги гледаме и гледаме дека допрва треба да направиме да го прекршиме претходниот all-time high од 1,13 трилиони долари маркет кап на сите алткоини заедно и верувам дека овој пат ќе достигне солидна вредност. Во претходните циклуси, значи во претходните циклуси во 8-миот и 7-миот месец од халвингот веќе направивме дно, каде што етериум почна да прави outperformance на биткоин. Во овој чарт, како што можеме да видиме, се наоѓаме блиску до локалното дно и во овој месец, затоа што имаме стагнација на цената на етериум, но повторно ова верувам дека е само привремено и верувам дека наскоро ќе добиеме солидна корекција на етериум како и останатите алткоини во негово придвижување во следниот bull маркет. Останува да видиме, но пак ќе кажам, ова е уште еден од оние би рекол индикатори кои што ги следиме за почеток на bull маркет. Гледаме дека буквално истиот почна, направи дно точно на 7-миот месец, но моментално гледаме дека цената и понатаму се движи надолу, односно перформансот на етериум е послаб од перформансот на биткоин во овој период. Сега, ќе покажеме некои интересни чартови за тоа каква била ситуацијата на овие години во претходните два циклуси, во јануари конкретно, за да видите дека повторно јас не гледам никаков причина за страф, барем за мене, значи секој од вас одлучува за себе, не заборавајте дека никој не може да ви каже што да правите на пазарот, секој од вас мора да одлучи сам за себе. Јас ви кажувам зашто не сум уплашен, зашто верувам дека овој циклус има уште пред себе си. Алткоин сезона 47, значи тоа е неутрална, да речем, вредност на алткоин сезоната. Допрва ќе добиеме наплив, јас верувам, како што тоа беше во претходните bull маркети.
Така, значи ова е како изгледа врвот во претходните бул маркети, со тоа што пак значи верувам дека сме рано, значи многу пати сум го кажал ова се индикатори кои што ни покажуваат дека е добро време се уште за акумулација на алткоини и тоа и го правиме, знаете, сами агресивно акумулираме алткоини. Дополнително на неделно ниво можеме да видиме уште една битна работа, дека најголемиот дел од алткоините се наоѓаат на неутрален RSI на неделно ниво, што значи дека доста голем простор за раст има, затоа што поголемиот дел од нив беа во многу високи, да речем, вредности, дури и над 70, така да оваа корекција која што трае веќе неколку недели е добре дојдена за да ги намали вредностите на RSI и да дозволи овие индикатори кои што се сега оладени да можат да помогнат во уште поголем скок на алткоините во следниот период. Така да мене ово воопште не ме плаши, не знам за вас, но јас очекувам позитива од целиот овој циклус, со тоа што сега ќе помине преку некои дополнителни индикатори кои што ни покажуваат дека се уште се е во нормала. Да, знам, 54 минути, но тоа е тоа. Знаете, со мене кратки видеа не постојат. Сега, прва работа, гледам дека многу од луѓето почињаат да паничат, имало 2 дена продажби, 3 дена продажби на институциите. Прво не заборавајте дека институции не постоje. Значи, ова е прв циклус во кој што ние имаме институции, така да претходно немаше кој да ги купи овие дипови, така да ова е позитива. Дури и некогаш да имаме одлив, што е сосема нормално, гледаме дека макротрендот на акумулирање на биткоин од страна на институциите е во горниот десен агол. Односно, не гледам зошто толку страв, ова во целиот овој дел, од како постои така речено биткоин спот ETF од 11 јануари, гледаме дека со одредени периоди и паузи, каде што дури имало и одлив, како што може видите и сами, макротрендот на акумулирање на биткоин е во горниот десен агол. Што мислите вие дека ќе се случи кога ќе излезе наскоро Трамп и неговата партија, која што има доминација во Конгресот и Сенатот, и конечно ќе направат биткоин резерва, која што гледаме дека веднаш потоа го следи примерот и Русија, верувам и многу други земји, што кога ќе направат self-custody закон, кој што матично на сите луѓе во Америка им дозволува да имаат self-custody на својот капитал, автоматски они легализирале DeFi. Се разбираме, секој поединец може да го држи својот капитал на децентрализирани wallet. Што кога овдека ќе бидат комплетно легализирани и криптовалутите и стейблкоините кои што се закони кои што се во тек, а ќе бидат донесени во брза постапка, што кога ќе ги завршат судските постапки против Binance, ајде можеби не Binance, но Coinbase, MetaMask, Uniswap, XRP, што правиме тогаш? Дали вие мислите дека тоа нема да достигне нови позитивни ствари на пазарот, нов FOMO на пазарот? Дали мислите дека институциите нема да продолжат да купуваат кога ќе видат дека Америка со новиот закон за биткоин резерва не само што ги задржува оние повеќе од 200.000 коини како биткоин резерва, туку со истиот овој закон од Синтија Лумис, не од Трамп, значи во наредните 5 години планираат да купат по како беше, вкупно да имаат 1 милион биткоини. Се разбираме? Значи во наредните 5 години сакаат да купат 1 милион дополнителни биткоини во оваа биткоин резерва на Америка. Мислите дека ова нема да делува позитивно на пазарот? Макар и тоа да не биде следнава година. Само чисто ви напоменуваме, вие размислете и дали мислите дека институциите нема да продолжат да купуваат. И покрај тоа што вакви периоди на стагнација се нормални, сме ги гледале во поголемиот дел од постоењето на биткоин спот ETF. Така да дебело размислете за тоа што понатаму, од друга страна гледаме дека нема одлив во Етериум. Погледнете. Дури би рекол дека има и прилив со некои мали исклучоци, мали денови, генерално и понатаму е неутрално, ако ништо друго, ситуацијата на Етериум. Така, што значи дека вакви корекции се сосема нормални и дека очекуваме дека сето ова ќе биде само минлив период. Битна работа, која што исто така сакам да земете во предвид. Зошто ако е ова крај на бул маркетот, како што некои анонимуси тврдат, без никакви податоци, без никакви факти, едноставно им текнало тврдат дека е крај на бул маркетот и ги плашат луѓето си ги продаваат своите коини. Зошто тогаш се наоѓаме во Што видна брат? Што видна си устаратив. Добре да ги другото. Снимаш? Каде нема прескап шо? Ќе снимаме право. Врв бил на 161. И гледаме дека и понатаму продолжува да расте оваа количина на стейблкоини кои што моментално имаме на пазарот. Зошто луѓето беменувале во стейблкоини, ако не за да влезат на пазарот? Да, дел од нив ги користат овие стейблкоини за секој дневни трансакции во DeFi секторот, тоа не го менува фактот дека поголем дел од овие стейблкоини се користат за влез на пазарот. И нема да имаме толку голема
количина на стейблкоини ако не планираат влез на пазарот. Во исто време гледаме влегување на капитал во сите real world asset сектори. Гледајте колку големо е моментално, колку се зголемува токенизацијата на мурикански обврзници. Погледнете. Така. Значи нема каде моментално не се зголемува ова, да речем, приливот на капитал. Погледнете. Ова е колку се токенизирани светски обврзници на страна од Мурика, поголемиот дел од нив се нормално од Европа. Така, погледнете. Значи постојано се зголемува приливот на капитал во real world asset токенизација. Зошто, кажете ми, ова се случува ако луѓето не го прават ова за влез на пазар? Кредит, зашто би поземувале вие во крипто ако не ви е потребно за влез на пазар? Еве вие кажете. Commodities, односно ова се нормално поголемиот дел е злато, значи понатаму имаме раст на се. Институционални фондови, потоа имаме исто така овдека акции, значи во секој од овие сегменти на real world asset токенизација гледаме прилив на капитал. Зошто прилив на капитал ако се очекува дека bull маркетот е завршен? Еве ви одговорете ми ако мислите дека ова е крај. Така. Дополнително да погледнеме уште некои интересни податоци. Првата работа која сакам да ви ја покажам е во однос на значи профитабилност на пазарот во претходните години, посебно кога станува збор за бул. Така. Значи бул година 2025 е еднаква на 2021 е еднаква на 2017 година. Каде што во 2017 година гледаме дека имало само 12% во првиот квартал. 12. Значи првиот квартал на најдобрата година на бул маркетот од 2014 до 2017 година бул маркетот, првиот квартал во годината која што ние се наоѓаме од циклусот, имал само 12%. Гледаме дека од 2021 година имало 100% во првите 3 месеци, а сега имаме првиот квартал, затоа што се наоѓаме во првиот месец од првиот квартал, само 2,5% напред. Така. Сега, ако го споредиме со месец по месец, значи 2017 година гледаме дека јануари дури бил и минус пазарот. Така. За февруари да имаме 23% напредок и во март да имаме минус 9%. Но погледнете го остатокот од оваа година. Така. Значи остатокот од оваа година е предобар, погледнете. Значи нема месец во кој што не биле плюс 3-40%. Така. Сега, да погледнеме наназад што се случува. Кога станува збор за само секунда. Еве ни го скролот. Кога станува збор за 2021 година, сме имале многу добри 3 месеци, па сме имале оној summer lull кој што го имавме во последните, да речем, пролетните и летните месеци, за потоа да продолжи понатаму уште еднаш со, да речем, добар перформанс, до крајот на годината имам уште еден солиден месец од 40%. И сега, ако се видиме каде се наоѓаме моментално, дали ќе биде на почетокот на годината или на средината на годината, растот на биткоин заедно со алткоините нас не ни менува. Нас во однос на тоа каде се наоѓаме историски, во која година, значи ни покажува дека се наоѓаме на многу добар момент, затоа што на крајот од денот ова е најпрофитабилната година во сите овие циклуси кои што претходно ги имаме од така речено циклус од 4 години. Така да пред нас повторно и понатаму останува да биде добра година, барем според моите очекувања, колку останува да видиме, нели, сите во реалност како се тоа ќе се движи, затоа што на крајот денот не заборавајте дека ниту еден циклус не е ист на останатите. Споредбено, истата ситуација, 2021 ние сме се наоѓале во експоненцијален раст, додека за разлика од тоа во 2017 година сме имале корекција точно каде што се наоѓаме моментално, пред пазарот да продолжи се движи нагоре уште 10 месеци, верувале или не. 2012-13 година корекцијата веќе практично била завршена од првиот скок и сме продолжиле да се движиме нагоре во вториот масивен скок. Така да 2 од 3 бул маркети ни покажуваат дека се наоѓаме рано во овој циклус и дека овие корекции се сосема нормални, а третиот имал дабл топ за разлика од претходните два. Така да кој од овие ќе биде или дали ќе биде ист, може ќе биде нешто сосема поинаку, може ќе имаме 3 топови, останува да видиме, така. Значи сето ова ни покажува дека на крајот од денот сме рано во овој циклус. Од халвингот сме само 18, односно 19% од времето од 4 години. И допрва пред нас треба да го добиеме најдобриот дел од циклусот. Значи дури и првиот циклус кој што е во 2013 година, погледнете. Значи и тој истиот ни покажува, не, ствари, ова е 2013, ова е во 2009-10 година првиот циклус, ни покажува дека најдобриот дел треба да биде пред нас. Како и да е, тоа е првата работа која што ќе ја споредиме, втората работа е самиот во оваа ситуација тоа е stock to flow модел на B2.
каде што можеме да видиме дека најчесто кога се наоѓаме во овој портокалов дел до жолт, тоа е најдобриот дел од циклусот, така. Портокалов до жолт дел е најдобриот дел од циклусот, каде се наоѓаме моментално точно на портокаловата до практично жолтата боја, каде што би требало да го добиеме најдобриот дел од циклусот, потенцијално во следните неколку месеци. Значи се е ствар на следење. Следиме и гледаме што понатаму ќе се случува и ќе се поставиме соодветно на пазарот според ситуацијата. Исто, погледнете. Најдобрите делови на пазарот, без разлика дали 2017 година ова црвена линија, 2013-14 година ова плава линија или пак 2020-2021, каде што повторно сме имале голем скок, па потоа сме имале стагнација и уште еден скок, гледаме дека најдобрите денови на циклусот се пред нас. Ова е досадниот дел, кој што сме го поминале досега, тоа се оние 3 години на беер и стагнација. Ова е најдобриот дел кој што следи пред нас. Следно, да, знам дека е малку долго видеото, но верувајте ми се обидувам што може побрзо да го направиме, значи премногу работи има кои што сакам да ви ги покажам. Следна работа која што можеме да забележиме овдека ние значи short term holder supply, кој што ни покажува колку моментално имаме на краток рок инвеститори во биткоин секторот. Со тоа што гледаме дека во последниот период каде што имаме стагнација на цената, имаме екстремно голем раст на краткорочни инвеститори. Тоа се најчесто трговци кои што купуваат на краток рок, кои што очекуваат дека наскоро ќе има скок за да извадат профит. Погледнете. Кога тоа се случувало, значи истите понатаму ваделе профит, значи они акумулирале за време на овој раст и ваделе профит пред корекцијата. Сега повторно акумулираат, значи очекуваат дека наскоро ќе имаме раст, за повторно верувам да извадат профит. Со тоа што обратно гледаме пад на количината на долгорочни инвеститори, што е уствари и затоа што гледаме дека истите акумулирале во текот на целиот овој дел, кога цената достигна до неверојатни 100, како беше таму 70.000, и од тогаш гледаме дека постепено истите излегуваат од пазарот, затоа што очигледно имаат солиден профит до сега земено, и гледаме дека од долгорочните овој биткоин се влева во краткорочните држачи на пазарот, значи дека во трговците, така. Дополнително, Rainbow чартот ни покажува дека и понатаму е рано. Значи секогаш кога ќе се најдеме во овие жолти, портокалови, па дури и црвени зони, се наоѓаме на врвот на овој циклус. Се наоѓаме на зелена зона, што досега историски ни покажува дека се уште е добро време за акумулација. Следниот индикатор, тоа е MVRV score, кој што ни покажува кога се наоѓаме, кога е прецената, а кога е подценета цената на биткоин на пазарот. Погледнете. Во оваа ситуација, секогаш кога се наоѓала на овие ниски вредности, ова зелено поле, значи се наоѓала на апсолутното дно. Сега моментално ние се наоѓаме на вредност од само 2,48. Предходниот bull market ние сме го постигнале на вредност од 7. Ние не сме стигнале ниту до 4 моментално, за да разговараме. Дури и да имаме постепено паѓање на вредноста на, да речеме, овие индикатори, се уште, како што може видите и сами, значи се наоѓаме многу ниску од дури и приближно до претходниот bull market врв. Така. Затоа и верувам дека се наоѓаме доста рано во овој циклус и дека се уште имаме простор за движење нагоре. Дополнително овдека можеме да видиме дека иако имаме намалување на вредноста на новчаниците кои што имаат повеќе од 1 биткоин, имаме благо намалување на новчаниците кои што имаат повеќе од 10 биткоини, погледнете го ова. Имаме огромно зголемување на новчаниците кои што имаат повеќе од 100 биткоини. Во последниот период, поточно од последниот скок од 16.100 на 17.700, околу 1600 нови новчаници кои што имаат повеќе од 100 биткоини. Тоа ни покажува дека оние мали и средни поголемина компании во светот очигледно акумулираат биткоин. Мене тоа ми е единствено објаснување дека оваа средна количина на над 100 биткоини, затоа што не заборавајте дека биткоин веќе има огромна цена, значи не е како во претходниот bull market каде што вие сте акумулирале на 20.000, сега треба да купувате биткоин на 100.000, има голема разлика. И затоа верувам дека ова е на некој начин нормалата на која што големи новчаници веќе ќе бидат така речено во најголем број, со тоа што гледаме дека исто така има одлив и од новчаници кои што имаат повеќе од 1000, иако ова е на некој начин стагнација, не е толку одлив колку што е стагнација, а најголем одлив имаме од новчаниците кои што имаат над 10.000 биткоини. Очигледно китовите кои што претходно биле физички и правни лица го прелеваат биткоинот во големите институции, како што се овдека сега моментално биткоин под ETFs. За жал, тоа е реалноста и тоа моментално го гледаме на пазарот. Но повторно, зошто би имало раст од 1600 нови новчаници кои што имаат повеќе од 100 биткоини, ако очекуваат дека цената на биткоин ќе паѓа? Доколку цената на биткоин се очекува да паѓа, нормално дека истите ќе почекаат истата да падне пред да акумулираат.
Така да автоматски ово ни покажува дека и понатаму очекуваме раст на цената на биткоин. На нашиот канал, че имаме повеќе од 1400 видеа и истите се преполни со материјал и поголемиот дел од нив се над 1 час, така да за да може да најдете она што ви е потребно, би ви препорачал да го погледнете ова видео, кое што ќе ви даде насоки за тоа како да се снајдете на нашиот голем канал. Во исто време, во текот на вчерашниот ден имавме ново видео во напредниот курс за техничка и фундаментална анализа. Би ви препорачал да го погледнете затоа што имаше многу добри објаснувања на моментот на дефлација во економијата на Кина. Верувам дека ќе ви се допадне, тоа е најновото видео на нашиот канал од вчера. Дополнително во секој од нашите видеа би ви замолил нормално доколку ви се допаѓа нашата материја и доколку ви се допаѓа оно што го работиме за македонците ширум светот за 0 евра по македонец, би ве замолил да ни ставите лайк, шер, сабскрајб, комент како и на секој друго видео, за да на некој начин прво ја поддржите нашата работа, а второ да му дадете до знаење на алгоритамот како на YouTube, така и на сите наши други содржини на било која социјална мрежа, да ги споделува нашите содржини до што повеќе македонци. На тој начин најдобро може да ни помогнете да ја прошириме оваа содржина до други македонци. Гледате дека ние не користиме никаков маркетинг материјал, значи македонците се нашиот маркетинг материјал и тоа не интересира, друго ништо. Дополнително во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете Patreon зеницата за која што зборувавме на почетокот, може да најдете линк до нашата криптогемиџија кооперација. Потоа овдека ги имате двата, да речам, добротворни делови од нашиот канал, тоа се овие блокчейн адреси заедно со Купи ми кафе апликацијата, која што практично сите средства кои што досега се пратени на истата ќе бидат донирани во добротворни цели, како и досега, значи досега во 2 наврати организиравме 2 добротворни акции со 800 и 700 евра прехранбени продукти во една црковна организација во Велес. Понатаму планираме да го продолжиме ова со многу поголемо темпо кој ќе има доволно средства нормално на овие апликации. Исто така не заборавајте дека наскоро и секој купен артикл од нашата криптогемиџија кооперација ќе има дел од истиот кој што ќе биде одвоен за добротворни цели. Нормално тоа транспарентно ќе го представиме, значи ќе ги прикажеме сите трансакции и ќе видите во колкав процент од тоа ќе биде донирано во добротворни цели. Сето тоа ќе биде транспарентно како и досега. Со тоа што овдека ги имате и нашите социјални мрежи, би порачал да ги следите затоа што има многу дополнителна материја која што споделуваме секој ден на нашите социјални мрежи, како и нашите 3 резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube, каде што на Rutube секој утро одново ја апладираме оваа голема плейлиста од 131 видео за напреден курс за техничка и фундаментална анализа за оние кои што се малку подоцна на канал. Така да ви благодарам како и секогаш, се надам дека ќе продолжите да следите нашиот канал и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија.